Денеска во општина Бутел се одржа манифестацијата чествување за Никола Јонков Вапцаров по повод 109 годишнината од неговото раѓање. По тој повод пред споменикот на Вапцаров свежо цвеќе положија градоначалникот Велимир Смилевски и бројни делегации од основните училишта, здруженија на граѓани и почитувачи на ликот и делото на Никола Јонков Вапцаров. Во поздравниот говор градоначалникот Смилевски истакна дека ликот и делото на Вапцаров треба да бидат пример и путтик како за денешните, така и за идните генерации. Говореше за неговата трагична смрт и борбата за слобода. Се усврна и на неговото поетско творештво, кое е со европски квалитет. Вонсерискиот талент на Никола Јонков Вапцаров, додаде Смилевски, едноставно блика од секој негов стих во стихозбирките, моторни песни и во посмртно издадената поетска збирка Антологија. Денеска го прославуваме 109-тиот роден ден на нашиот патрон на општина Бутел, Никола Јонков Вапцаров. Остави едно творештво кој што македонскиот народ ќе го запомени, ќе го чита во наредните години. Он како творец има напишано многу творби, но можеме да одвоиме некој со тоа што антологијата представува една основа на македонскиот народ. Има дела кои што сите наредни генерации ќе ги читаат и ќе ги имаат како основа за животот. Заради тоа општина Бутел го прославува и неговиот роден ден, традиција која што во наредните години ќе негуваме се повеќе и повеќе. Во чест на големиот поет Никола Јонков Вапцаров, учениците од основните училишта рецитираа негови поетски творби, а културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров, кое годинава одбележува 40 години од постоењето, ги исполни урата, тешкото и тресеница. Никола Јонков Вапцаров е македонски поет и револуционер. Релативно млад почнува да се истакнува како литерат. Во 1938 година заедно со Антон Попов и Михаел Сматракалиев во Софија го основаат Македонскиот литературен кружок. Пишувал главно поезија на бугарски јазик. Се вклучил во антифашистичкиот отпор и како учесник во илегална организација за диверзии против профашистичкиот режим на царот Борис. Во 1942 година е затворен, осуден на смрт и стрелан во Софија. Автор е на 2 поетски збирки, моторни песни и посмртно објавената Антологија. По Втората светска војна Вапцаров како дводомен автор, бугарски и македонски, чии стихови и други творби покрај високите уметнички дострели имаат посебно значење за Македонија, доживува литературна слава.